Почитувани медиуми, пред се почитувани граѓани, најпрво сакам да ги поздравам представниците на конзорциумот Бехтел и ЕНКА, проект менаџерот кој што е тука и кој што практично е домаќин денес, представникот на Американската амбасада, господинот Меер, заменикот амбасадор, министерот Бочварски, директорот Рустеми, сите пратеници кои што се тука денес, сите председатели на партии кои што навистина се залага овој проект да биде одобрен и во собранието и во владата ни сите процедури. Како и секоја работа, постојат луѓе кои што се трудат да направат напредок, да изградат инфраструктура која што ќе биде на врвно ниво, а која што сме ја немале. И постојат луѓе кои што се сомневаат. И овој процес имаше луѓе кои што се сомневаа, кои што сметаа дека ова нема да започне, меѓутоа денеска доаѓа најдобриот демант дека започнуваат градежните работи со ова минирање кое што денес го означивме на теренот на аутопатот Прилеп-Битола, а тоа е коридорот 10D. И со денешното минирање на оваа делница, ние практично ја засилуваме динамиката на градежните работи на коридорот 10D, кој што исто така е дел од проектот со коридорот 8. Завчера во село Горна Бањица се означи стартот на работата и на коридорот 10, на коридорот 8, исто така од Американскиот конзорциум Бехтел ЕНКА, а денес продолжуваме овде во Прилеп на патот кон Битола. Со изведбата на овој патен правец помеѓу Прилеп и Битола ќе добиеме модерно, најмодерно автопатско решение во должина од 40 км и со тоа практично ќе биде заокружена една голема градежна инфраструктурна офанзива во однос на изградба на нови модерни аутопатишта во нашата држава. Како што знае јавноста, знаат граѓаните, во полнек се изведуваат градежните работи на патните правци Градско Прилеп, каде што пред само неколку дена имавме можност да го видиме пробивањето и на вториот тунел во Фаришка клисура, а исто така се одвиваат работите и на патниот правец кој што води кон Фаришка клисура од аутопатот 10, што значи дека со завршувањето на сите овие патни правци ќе имаме комплетно аутопатско решение од коридорот 10, исклучување кон Прилеп, Битола и патот кон Меджидија до грчка граница. Ова на граѓаните на Прилеп, на Битола, на целиот овој регион им беше ветувано со децении, меѓутоа никогаш не беше започнато. Ние докажавме дека тоа што го зборуваме и го правиме. Ние не сме влада која што прави стиропори, која што прави жални врби во река Вардар, туку сме влада која инвестира во капитални објекти кои што ќе останат за генерации наши граѓани да можат да имаат подобра патна инфраструктура. Сите овие градежни работи представуваат најголема инфраструктурна и патна инвестиција во нашата држава. Се работи за инвестиција само на коридорот 8 и коридорот 10 од 1,3 милиарди евра, меѓутоа и другите патни правци кои што го поврзуваат, например овој патен правец, имаат исклучително висока вредност и може да зборуваме за капитални инвестиции од над 2 милиарди евра во модерна патна инфраструктура. Исто така, сакам да порачам дека во моментов се одвиваат и саеми за работа, и тоа и во Тетово, и во Гостивар, и во Прилеп, и во Битола. Само што разговарав со проект менаџерот дека досега имаат 360 CV-а кои што ги разгледуваат од наши сограѓани, од сите различни профили, и тоа е малку, бидејќи она што во моментов најмалку му го треба на Бехтел и ЕНКА од наши работници е 2000. И затоа овие саеми за вработување сакам да бидат поттик за сите наши сограѓани, без разлика на возраста, сите оние кои што се работоспособни, кои што сакаат да работат на овој голем проект во една од најреномираните светски компании Бехтел и нивниот партнер ЕНКА. И вакви саеми ќе бидат организирани и во други градови од државата, не само во овој регион, со цел да бидат пополнети со наши македонски работници, така како што стои и во договорот. А во текот на продолжувањето на градбата, потребата од работници ќе се искачи до 8000 работници на двата патни правци кои што Бехтел ги работи. Ова е исто така дел од големиот инфраструктурен зафат кој што го прави Министерството за транспорт заедно со јавното предпријатие за државни патишта во делот на рехабилитацијата на патната мрежа во државата,
До сега се рехабилитирани и изградени нови 1300 км патишта, регионални патишта, магистрални патишта, локални патишта, кои што ја подобруваат инфраструктурата. Вие знаете дека Источна Македонија веќе е комплетно направена со нови патишта. Оние кои што патувале во Источна Македонија знаат дека од Скопје веќе за многу кратко време се стигнува и до Струмица, и до Кочани, и до Делчево. Нов пат има комплетно направен до Пробиштип. Така да ова е нешто што го должиме на државата, односно на граѓаните на овој дел од регионот. Доволно време беа ветувања. Јас се сеќавам колку министри за транспорт ветувале дека ќе биде направен патот до Плетвар. На крајот ние го направивме тој пат, неговото проширување. Многу ми наветуваа дека ќе бидат направени тунелите на Фаришка клисура, меѓутоа сега се пробиени тунелите на Фаришка клисура. И исто така она што беше како ветување, коридорот 8 сега се реализира. Зошто е тоа важно? Бидејќи покрај што ќе имаме модерна патна инфраструктура, тоа ќе значи и можност за развој на други бизниси, од услужен сектор, производствен сектор, ќе значи побрза комуникација помеѓу градовите, да можат луѓето да бираат и работа и професија во градовите кои што гравитираат еден до друг, за брзо време да стигнуваат. Тоа ќе значи многу побрзо поврзување и подобро поврзување на државата и со Албанија. Меѓутоа да не заборавиме дека се прави комплетно нов магистрален пат до границата со Бугарија, што ќе значи дека и меѓународно поврзување на државата ќе биде многу подобрено и нема да биде зависна државата сега единствено од Солунското пристаниште како што е, туку ќе може да има пристап и до пристаништето во Драч и до пристаништето во Бургас. Седо тоа значи навистина многу можности и за бизнисот и за граѓаните, значи модерна, безбедна патна инфраструктура и пред се значи многу работа за нашите млади сограѓани кои што ќе можат на овој проект навистина да работат, а подоцна да работат и во другите објекти кои што ќе бидат практично направени на овие патни правци. Јас нема да должам уште многу, сакам само да им посакам многу успех на Бехтел и ЕНКА. Бехтел и ЕНКА се компанија кои што сите своји проекти досега ги направиле во рокот во кој што бил предвиден. Овој голем проект, коридор 8 и коридор 10 предвидени да бидат завршени за 5 години, што значи дека веќе се наоѓаме во реализација на проектот, че не остануваат ни 5 години, туку остануваат 4,5 години до негово завршување. Јас немам никакво сомневање дека тие тоа ќе го направат, бидејќи ако ги погледнете патиштата кои што се направени и во Косово, и во Албанија, и во Србија, меѓутоа и во Грција проектите кои што ги работеле, да не зборувам за проектите кои што ги работеле во Соединетите Американски држави, се е направено на врвно ниво, се е направено во рок и се е направено на задоволство и на оние кои што работеле на проектите и оние кои што ги користат проектите. Честитки уште еднаш и благодарност уште еднаш и за Американската амбасада која што навистина беше од помош да овој проект може да се реализира и да отпочне со работа. Честитки на сите и поканувам другите да ви се обратат.